време кога на сите ни се чини дека фабриките за култура како да се под стечај, и тоа трае и трае, има некои личности што не храбрат дека сепак произведуваат производи кои што се на високо ниво на уметност, култура, кои што високо го креваат својот глас, борејќи се за човековите права, женските права, родовите права, слободата на говор и слободата во секоја смисла на зборот и во секој сегмент од живењето. Јас имам посебно задоволство денес да ја кажам добре дојде на професор доктор Ана Мартиновска. Таа е научен советник и професор во Институтот за македонска литература. Добре дојдовте во Астрорум. Добро ве најдов, Бранка. Ви благодарам на зборовите и возвраќам со комплименти, бидејќи вашата емисија е навистина една од ретките бастиони на културата во Македонија. Ви благодарам и вам. Јас не случајно почнав со културните фабрики, бидејќи последниот повод кој што ни го дадовте, вашата книга со тоа име, Културна фабрика, тоа е практично збир на вашите колумни кои што низ годините ги пишувавте за еден неделник и еден дневен весник, но и вашите објави на Facebook, сите ваши јавни настапи се своевидни колумни. Вие редовно застанувате на страната на маргинализираните групи, но конечно најискрено се борите и за своите права. А ние да не се лажеме, се уште се бориме со табуа, се уште се убедуваме дека сме рамноправни, но тоа на терен изгледа малку поинаку. Кога си ги собравте колумните на едно место, излегоа линиите, излегоа целините со кои што ја насловивте книгата, па кажете ни што ви се вашите клучни поенти. Да, книгата има еден поднаслов кој вели огледи за градот, родот и популарната култура. И некако тоа се тие три оски околу кои се вртат главно сите теми. Ова е секако само избор на сите колумни. Јас пишував редовно колумни 3,5 години, така да овде има, да речеме, 1/3 од нив врзана токму, значи околу овие оски. Урбаното живење, убавината и таа потрага по убавото, потрага која јас лично длабоко ја чувствувам и се обидувам во сите форми на културното дејствување во градот, меѓутоа и не само во нашиот град, туку секаде онаму каде што сум имала можност да патувам, да го барам тоа зрнце на убавина кое што нели го прави животот вреден. Родовите теми и таа борба за женските права од друга страна се моја и обсесивна тема, би рекле. Благодарејќи токму на колумните се испровоцира кај мене тој интерес за посветување на теми кои што ги допираат родот и сексуалноста. За жал, бидејќи живееме во општество кое се уште е длабоко патриархално и во кој се уште многу од овие теми се третираат како табу теми, како контроверзии. И иако денеска, да речеме, има известна дистанца од моментот кога се првично објавување овие колумни, се уште сваќаме дека нашето општество не е до крај сензибилизирано по многу од овие прашања. Поттаму сметав дека нивното преобјавување во книга има резон, бидејќи ќе се обраќа сега и на едни нови читатели, конечно ќе сведочи за процесите во едно време, невреме, во кое што женските права се уште биле сериозно загрозувани и не само женските, нели, се уште во таа наша борба, во ова наше општество со кревка демократија, имаме многу борби за слободата на избор, за маргинализираните заедници, сите оние кои што на еден или друг начин се дискриминирани. Ќе ми простат сите научни работници, но се уште владее мислењето, ама и со право, некогаш дека институтите се затворени, дека кон јавноста, дека тие се во својот видокруг работат, имаат целна група кому се обраќаат, но овој институт, според составот на луѓе и според објавите, оваа книга излезена токму под капата на Институтот за македонски јазик, а и познавајќи ги другите, се извинувам, тоа е другиот институт, ќе ми простат колегите, познавајќи го составот, вашите конференции, симпозиуми со многу интересни
теми. Како ве поддржа? Вие сте еден од двигателите или не идовте на таква една атмосфера кога станавте дел од овој институт? Јас сум дел од Институтот за македонска литература веќе 23 години. Тој е мој професионален дом и јас велам имав луда среќа да бидам дел од еден извонреден тим кој се разбира во науката и во високото образование во кое што ние првичната дејност достигнува на вистина европски стандарди. Ние сме малкумина и за жал таа бројка се повеќе се намалува со оглед на тоа дека третманот на институциите и научните работници во државата е онаков каков што е. Меѓутоа, таа мала екипа е составена од едни извонредни луѓе кои што се ентузијасти во работата, кои што со многу љубов и посветеност се однесуваат кон литературата и културата. И следејќи ги сите, да речам, и светски трендови во оваа област, се обидуваме делче од тоа да донесеме кај нас. Морам да речам дека тоа е, јас го доживувам лично како известна револуција и во сферата на високото образование, бидејќи, например, правевме конференција за популарната култура, за конзумеризмот и комерцијализацијата на културните производи. Имавме трибина, да речеме, за хип-хоп културата. Значи, навистина не мислиме дека има теми кои што не се вредни, дека академијата треба да се бави таму со некои работи кои што ги допираат само избраните. Напротив, зборуваме за културата на народот и се обидуваме неа да соодветно да толкуваме со помош на нашата научна методологија. Бидејќи ова е популарна книга, без разлика што има длабока документарна основа, вие ги третирате сите теми како научни дела, имате многу цитати кои сака да истражува, кој што кажал по одредена тема, може слободно низ вашата книга тоа да го направи. Како ја најдовте мерката да бидете разбирливи и за широката јавност, но и за научната да не ве подценува во оваа публикација? Да, помислам дека тоа е еден од најголемите предизвици. Да се делува едукативно, да се отвораат визии, да се мојата некаква лична цел е да се подбуцнуваат провокативните прашања, затворените, оние кои дотогаш не биле предмет на некаков поширок, посебно јавен интерес. Истовремено тоа да не звучи како да држите предавање, како да солите памет некому, како да се обидувате да бидете професорката која што знае и сега држи час, туку напротив да ги мислам дека се отворени колумните. Тие не сугерираат само еден став, не сугерираат само едно мислење, некако се обидувам низ примерите од културата, значи низ филмовите, низ театарот, низ ликовната уметност, низ музиката, низ се она што е моје предмет на интерес, да отварам едни пошироки општествени и културолошки теми и потоа за мене е доволно тоа да предизвика некаков диалог кај читателите, сами со себе да си ги отворат прашањата па да видат дали е тоа за нив не знам, можеби премногу смело, дали се согласуваат или не, можеби да ги спровоцира да прочитаат нешто повеќе, едноставно да има некаква критичка дебата во јавноста по овие прашања. Денес можевте слободно да се послужите со псевдоним за да пишувате за деликатните теми, но вие многу храбро влегувате во најделикатните. За нас, за едно вакво патриархално општество, сепак се уште конзервативно. Јас прв пат се сретнав со вас индиректно со Голиот на гости, Голиот на гости, еве и таа книга ни ја донесовте, бидејќи сум етномузиколог и ми беше многу интересно за Коледа, земав да видам да извадам некоја песна, да ставам на Facebook и сватив дека постои некоја Ана Мартиновска која што се дрзнала да пишува за еротскиот фолклор, кој читал коледарски песни, знае дека се тие, да се изразам, мрсни, хардкор во однос на она што мислат луѓето дека е забранета литература. Од секогаш ме интересира работи што другите немаат храброст да ги пишуваат. Вие сте провеува фолклорот, мислам, секогаш е дел од вашите научни расправи, трудови, напредувања во кариерата. Морам да признам дека тоа веројатно дел од семејното наследство, затоа што јас сум дел од две семејства во кои што не постоеле табу тема во уметноста и во науката.
Оттаму фолклорот како моја првична професионална преокупација, јас се занимавав со теми од областа на народната литература и за мојата магистарска и во мојот докторат. Повторно ги барав, нели, оние, знаете, има теми со кои сите се занимаваат и има теми кои постојано се некако поттуркуваат. Да. Некој ги поттурнува настрана. Не знам, некако природно мојот интерес оди токму таму. Од друга страна, никогаш не сум се доживувала себе си како нека особено храбра или провокативна и не сум мислела дека правам кој знае што со тоа што едноставно сум ги следала сопствените интереси и сум се обидувала, нели, да изградам некаква своја препознатливост како, нели, во науката, така и генерално во моето пошироко действување. Во денешно време можете да прочитате се, да најдете се, дури може и да ве прелажат дека е некој добар писател, а тој да е само дактилограф и така натаму, бидејќи современото живење дозволува и оној маркетинг луѓето да бидат убедени дека е нешто важно, вредно. Сакам да кажам дека вие низ вашиот личен пример ги кршите табуата, не сте некој кој што мудрува, како што кажувате, на одредени теми, туку со вашето однесување. Вие сте во мешан брак со албанец, пишувате на вакви теми, зборуваме ако бекграундот нашиот е таков каков што е, да не зборуваме колку некоја друга религија е поцврста во ставовите. Како пливате низ животот и како дали вас можеби некој ќе успее да ве прелаже кога е неговата литература фикција и дека ништо тоа нема проживеано, дали некогаш имате товар дека сепак не сте толку возрасна за да зборувате за некои теми искуствено или пак имате доволно зад себе. Имате ли некогаш такви дилеми пред да седнете и да напишете нешто? И дали некој конечно ќе се налути? Дали ќе ве гледаат попреку од семејството? Дали Не, морам да бидам искрена, не. Како и во се во животот се правам отворено, искрено, слушајќи си го срцето првенствено. И ниеден од овие избори не бил однапред искалкулиран. Никогаш не сум тргнувала ниту во приватниот, ниту во професионалниот живот од некакви однапред направени проценки, дали е тоа добро, прифатливо, кој што ќе каже средината, чаршијата, комшиите. Мене ми се случуваше обратно, отпосле, од кога јас ќе направам некој избор, нели, водена од емоции, водена од некаква чиста идеја, отпосле да станувам свесна дека сепак тоа за некои други луѓе е да речам поголема работа отколку што е тоа за мене. Во таа смисла луѓето и мојот брак се уште мене ми е се уште многу смешно кога ќе ми речат вие сте од мешан брак, затоа што јас тоа не го чувствувам во ниеден сегмент од живењето. Исто и тоа вие провоцирате со вашите теми. Не е тоа свесна провокација, тоа е едноставно интерес кон за човекот, за се она што го прави човекот, човек, за тие некои вредности за кои помалку се говори, помалку се зборува за слободата на изборот, за слободата на секој индивидуа да биде она што е. И тоа е најшироката дефиниција, меѓутоа тоа е и највистинската за мене. Значи, независно од сите тие групи, категории, фиокички, етикети што сакаме да си ги лепиме, јас сакам да ја видам суштината позади тоа. Во таа смисла секогаш сум се борела, значи, за правата, нели, на жените, на етничките заедници, на сексуалните малцинства, апсолутно на сите групи, на жртвите на насилство, за сите оние кои што биле поради тоа што се дискриминирани во општеството и оневозможени во секојдневието. Кое беше најсилното влијание? Вие ја начнавте темата на обкружувањето на семејството, двете семејства, Мартиновски и другото Пенешлијски, обкружени со уметници, со слободоумни луѓе. Кога свативте дека пишаниот збор ќе биде вашата животна определба? Па веројатно многу малечка. Јас имав една баба која што ми читаше руски бајки, кога се уште не знаев ни да читам, и мислам дека тогаш влезе црвот во мене.
И сега да се разбереме, ние бевме повеќе внучиња кои што слушаа бајки, јас сум единствена која се бавам со литература, меѓутоа некако уште од тогаш повеќе сакав да бидам со носот во книгите отколку во било која друга игра. Да, мислам и мајка ми е новинар, цел живот во областа на културата, мојот дедо беше професор по литература, мојот друг дедо беше сликар, така да меѓу книгите и сликите тука некаде било моето детство во тие простори каде што имало мирис на книги и мирис на сликарски бои. Од тука нели не е ништо необично. Во однос на да речам таа ослободеност на духот, исто мислам дека веројатно од тука се некаде влечат корените, затоа што никогаш сите титули и сите златни плочки кај нас не биле ставени на врата, никогаш не биле она што е, пошто сакаме да се, пошто тие луѓе од моето семејство сакале да се идентификуваат. Секогаш и покрај тоа се инсистирало на топлината, на меѓусебниот контакт, на семејството како една нели единка на луѓе кои што се сакаат и кои што прават нешто од љубов едни за други. Навистина една сите мои претпоставувам дека се она што јас сум е влијание, се разбира, на сите школи што сум ги изучила, на сите средини кои што во одреден период нели ме обкружувале и влијаеле на мене. Можете да ги маркирате клучните точки во вашето образование, допир со луѓе кои што одиграле навистина важна улога во профилирањето, во Па да, јас мислам доминантно образованието го имам стекнато тука во сите степени во Скопје, меѓутоа во еден период својата магистарска ја работев и во Српската академија на науки и уметности во Белград, каде што имав една извонредна жена менторка Билјана Сикимичева, можеме да ја споменеме и со име, која што ми отвори врати не само на науката, која што ми покажа и што значи да бидеш отворен кон другиот, се едно што не го позна. Значи, еден млад студент доаѓа и тропнува на врата и вика, јас сакам да пишувам магистарска без некаква нели особена идеја, и тука добивате едно потполно отворање. Ја отвара својата библиотека, го отвара својот дом, ги отвара своите пријатели и контакти за вас. Тоа е нешто што во тој период па тука не го доживеав, затоа што тука се уште имаше од оние професори кои ги криеа книгите, нели оваа малава сакам да работи мојата тема. И се уште го носев товарот на внуката. Таму за прв пат бев сама, јас, некоја со име и презиме и како таква прифатена, и тоа за мене беше еден голем исчекор. Во професионалниот дел за мене најголемо искуство е студискиот престој на Универзитетот во Оксфорд во Велика Британија, кое што беше едно кусо патување, меѓутоа беше да велам рајот на земјата за секој што се занимава со наука. Значи, колку е лесно и колку е достапно да се бавиш со наука ако си дел од еден таков престижен универзитетски центар. Значи, тие библиотеки, тие професори, тие искуства, тоа за мене навистина беше едно искуство кое што длабоко ме промени, и тоа се тие искуства кои што потоа јас се обидував да ги пренесам во средината во која што работам со моите колеги, моите студенти. Привилегијата ја имаат вашите студенти, односно вие имате привилегијата пак се во ова знаење да го пренесувате на нив. Од таа дистанца кога вие бевте студенти, денешниве студенти, која е клучната разлика? Дали достапноста до сите информации чини тие да бидат помалку љубопитни, мислејќи дека секогаш ќе имаат се во даденото време кога ќе им затреба, па помалку плански се однесуваат, помалку се фокусираат на одредени теми. Има ли разлика? Разлика има многу и најголемиот дел од нив се и позитивни разлики. Исклучително го ценам таа придобивка на интернетот и можноста до знаењето да стигнеме лесно за луѓе што копале по библиотеки и што тешко доаѓале до секоја информација која што им треба. Сега знаат колку е убаво кога човек
може. Се разбира, тоа ја носи и опасноста да се изгубите во широчината без да навлегувате и да ве интересира длабочината. Се променија и односите, баш поради тоа што знаењето е подостапно. Односот со студентите веќе не е однос на чисто пренесување на знаење, туку за мене мислам дека тоа поттикнување на тој критички диалог е клучно. Јас се обидувам во мојата работа да испровоцирам еден однос кон она што е предмет на нашиот интерес. Значи не е важно дали некој ќе научи, ќе прочита нешто, туку како самиот ќе се позиционира кон нештата. Самите културолошки студии се една таква демократска, една широка гранка на истражување која што се позиционира од маргините, значи некако одоздола ние велиме, гледајќи ги нештата од поинаков ракурс, обидувајќи се целата слика да ја стекнеш без некаква лажна височина, без влеверување на авторитети сами по себе, туку со проникнување едно во длабочината. Го почувствувавте ли она проклество, колку човек повеќе знае, толку е понесреќен, толку е понемоќен да ги смени состојбите и конечно каков ни е моментумов во општеството кога вие точно посочувате на ироничен, на духовит начин да ги апострофирате проблемите, решенијата со самото тоа што се лоцирани проблемите, да ви даде некој 5 минути, како велат, да бидете кралица, што ќе смените во општеството? Леле, толку многу нешта има кои што ми пречат, за жал, во општеството во кое што живееме, што навистина со 5 минути не бркаме работа. Мислам дека генерално треба да им се даде глас на луѓето што имаат што да кажат. И сите имаат во областа во која што се. Треба да се слушаат професионалците, луѓето кои што си ја сакаат работата и кои што си ја знаат работата. Треба да се постави некаков систем на вредности, некаква меритократија, некаков однос кон како да речем, кон посветеноста, кон предаденоста кон работата, кон усовршувањето, кон знаењето, кон образованието формално или неформално sejedno и конечно кон оние кои што имаат некаква визија, некаква цел да ги именуваат нештата на подобро. Како да се отвори умот? Дали забележувате на терен дека ги менувате работите, макар на микроплан? Ви се имали случајно да ве сопре некој да рече ми помогна вашиот став, да го подкрепам мојот или ме замисли или... Да, за среќа морам да ви кажам дека сум имала неколку од тие такви моменти кои што се животно значајни за мене, кои што ми потврдиле дека се она што го правам е на добар пат. И кога ги пишував самите колумни, таму имаше еден дел кој што беше интерактивен. Значи, имаше момент во кој читателите пишуваа писма. И имаше моменти во кои луѓе се охрабруваа потоа да размислуваат за себе и да се отвораат за сопствената различност на едно поинакво ниво. Од тука, да речеме, јас бев пресреќна кога ме поканија да го отворам читателскиот клуб во центарот ЛГБТИ, кој што, значи, прв пат кога отворија таков читателски клуб, ме поканија, сметајќи дека сум човек кој е отворен за различноста и кој сака сега да им посочи како и преку литературата да стануваат посилни во своите избори и похрабри во сопственото прифаќање и во борбата со околината која што ги обкружува. На глобален план, дали нешто ви има во последно време одушевено во литературата, во филмот, во уметноста, дали остана простор за револуционерни откритија, за големи достигнувања или во овој хаос дури таквите не можат да се забележат и треба да се бараат по малите, по катчињата, по случаен пат да се...
судрите со нешто? Мислам дека во уметноста се уште има бисери, меѓутоа имате право, човек треба да ги најде. Ако погледнеме зад машинеријата, која што е доминантна, која што ги фрла напред сите оние комерцијални остварувања, се едно дали зборуваме за Холивуд и филмовите или и во сите уметности е исто. Кога ќе погледнеме зад нив, има се уште извонредни имиња авторски кои што пленат со својата уникатност, со својата приказна која што сакаат да му ја предадат на светот. Меѓутоа да, за жал тие се истите оние кои се соочуваат со проблеми, со финансиска неизвестност, со кои што не секогаш успеваат да ги сработат и да ги пласираат своите уметнички дела. Меѓутоа токму затоа па се уште подрагоцени, бидејќи се исклучиво плод на љубов, а не плод на работа. Можна ли е нешто да ви изненади на толку собрани искуства низ колумните, книгите, во фолклорот, бидејќи некои вредности немаат рок на траење и се чини дека универзалните вистини ги наоѓаме и во нашата ризница од минатото, тие се само преформулирани или кажани на посовремен начин и повторно доаѓаме до оние работи што бабите ни ги кажувале дека ни се враќаат, иако не сме верувале, ова е така, но излегува дека вистина е така. Од фолклорот се уште можеме многу да учиме, бидејќи тој не е така конзервативен како што на прв поглед сакаме да веруваме. Оваа книга која вие ја споменавте е еден од тие докази дека и во тие времиња кои што сакаме да ги сметаме како доминантно патриархални и затворени, сепак постоел еден слободен однос кон многу нешта. Еве во книгата имаме од тие приказни кои што зборуваат, не знам, за нудизмот, за прифаќање на голотијата, за сексуалноста на луѓето, за хомосексуалноста и така натака. Значи, тоа не се некои работи што ние ги измисливме денеска, како што сакаме да веруваме. Од друга страна, да, се враќаме на, што велите, на советите на бабите, бидејќи некои вистини се многу едноставни. Ние, луѓето, сакаме да си ги комплицираме животите, меѓутоа длабоко секој од нас кога ќе застане сам со себе знае дека среќен го прават само нештата кои се бројат на прстите на едната рака. Од тога јас сакам да ги барам тие зрнца. Во таа смисла, не знам дали ќе ме изненадат, меѓутоа ќе ме расположат, ќе ми го направат денот, ќе влијаат на мојата насмевка. Јас сакам да туркам низ животните премрежја со насмевка. Така да не знам дали ќе бидат ново и дали ќе бидат изненадување, меѓутоа има јас знаете како велат, има луѓе пчели. Јас сум од оние што сакаат да го гледат и да го бараат убавото на секаде околу нас, мислам таму и во прашинката каде што едва се дзирка. Постојат големи личности во светската историја. Дали некои идеали би биле изневерени? Гледаме тука личности како Мишел Обама, Малала, бунтовните девојчиња, највлијателните жени. Постои една книга 100 највлијателни, вие слободно можете да бидете вброени, како стои првата, која што се бори за правата на сите и на жената. Дали ви се случува кога сите веруваат дека некој голем, вие да ја најдете таа лажливост и да си речете да проверам јас дали е се тоа така? Па се разбира, Бранка, не е дека секогаш прифаќаме се без некаков критички однос. Напротив, еве, вие неодамна имавте една гостинка која што јавноста ја обожува, јас не можам да ја прифатам ниту низиното пишување, ниту низиниот карактер. Меѓутоа, знаете како, проблемот е и во очекувањата, можеби, нели, колкави ни се очекувањата.
убавите приказни, убавите женски приказни се сепак многу корисни за една помлада, да речам, група на читатели и на сепак на луѓе кои што можат да научат. Приказната на Мишел Обама, например, ја исчитав неодамна. Нели, зборува за тоа како може едно мало црно девојче од еден мал кварт во Чикаго да стане прва дама на Америка. И тоа се тие соништа кои што стануваат реалност. Меѓутоа, пораката не е дека нештата се случуваат со некаков волшебен сплет на околности, на судбината или на нешто, туку дека тоа е првенствено резултат на вложување во себе и на верување во себе, на многу работа, на многу образование првенствено, меѓутоа и едно постојано ангажирање за доброто на другите. Јас, ако забележувате, се обидувам да не навлеземе во теоретизирање, да не ве пуштам да зборувате она што вие секојдневие со студентите, туку да извлечам нека нова колумна од вас, можеби да откриам нешто што и самите не сте го знаеле, но наједноставно ќе ве прашам кои ви се идните планови, дали подготвувате нова книга, дали очекувате инспирација и конечно дали работите на тој принцип, не зборувам она што е редовна работа и што се мора и што се сака меѓу другото, туку дали очекувате некој импулс од некаде да отворите некоја нова тема за нови колумни, за нова книга, за ново истражување? Во однос на професионалниот ангажман морам да признам дека ми недостасува помош од млади луѓе. Јас одамна имам една идеја за некаква историја на женскиот фолклор, која што би опфатила и анализа од родов аспект на се она што во македонскиот фолклор го имаме забележено, меѓутоа и некаква архива на она што е сега состојба на една народна култура која што и денеска се создава, нели, да се разбереме, фолклорот не е само нешто што е таму далеко во минатото, туку и нешто што и денеска се уште се создава на други начини, со други средства, меѓутоа и ние и денеска имаме форми кои што, нели, утре ќе ги третираме како традиционални. Од тука, нели, кога би имало некои млади луѓе кои би биле, да речеме, заинтересирани за еден таков тоа се проекти кои што може и еден човек да ги направи, меѓутоа ќе треба премногу време. Веројатно е подобро кога тимски би се сработел. Тоа е вака на ниво на некаква желба. А се разбира, во истражувањата продолжуваат и натаму, мислам, и ме интересираат сега и родовите теми и во современата литература, споредби во некакви балкански рамки, колку тие литератури се отвораат за општествените контексти, да речеме, ние сега првпат сведочиме за романи и раскази во кои што се третираат и женските прашања, во кои што се зборува за семејното насилство, например, во кои што се зборува за болестите, во кои што се зборува за работи кои исто така не секогаш се пријатни за слушање, меѓутоа треба да се успее и во литературата тие стануваат интересни, посебно за оваа една млада генерација на писатели низ Балканот, па ете некакви такви споредбени балкански истражувања се мојата прва конкретна цел. Да. Постојат веќе такви кризни штабови, критични маси на бунтовни девојчиња и во нашето општество. Верувам дека ќе излезат уште многу книги, заеднички истражувања, лични, ваши. Нема зошто да не се надеваме дека наскоро ќе имаме некоја нова објава од вас. Да. Професорите мораат да се во кондиција, тоа е во теорискиот, научниот дел, но вака личите дека сте отворени кон нови инспирации. Апсолутно, тоа е работа што не застанува. Знаете како, не е врзана ниту со работното место, врзана единствено со личноста, така да, апсолутно. Темите кои што ме интересираат се тие, широки се, многу се,
така да секогаш може една да ме одвлечка на некоја друга страна, меѓутоа генерално секогаш се движат во рамките значи на културата, литературата, сликарството како втора љубов, театарот и сите нив провлекување значи на тие човекови права, родова еднаквост, солидарност, демократија. Јас, бидејќи рековте, сте прочитале Мишел Обама, веднаш од ова што многу книги ми паѓаат на памет. Би било соодветно за вас и Бунтовните девојчиња и првиот и вториот дел, но веќе ја споменав, секако треба ова издание да се прошири со највлијателните жени и мислам дека Малала ќе ви се допадне. Да, борбата на Малала е извонредна, нели, образование за жените, тоа е првиот чекор во еманципацијата. Најважниот. Ви благодарам многу за овој разговор и верувам дека ќе има уште вакви. Ви благодарам и јас, Бранка, секој е добро.